Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми и македонска јавност. Денес пред нас стои нешто што е многу посоодветно да се нарече дисбаланс отколку ребаланс. Да очекуваш раст и стабилност при економски пад за 4,4% и дефицит од над 900 милиони евра е исто како да очекуваш сонцето да изгрее на запад. Видовме дека со оваа власт секогаш може и подолу од дното за денес да се увериме дека и висината била бесконечна, па така станавме високо задолжена земја со задолжување од 60,3% од бруто домашниот производ. Колку и да глумите оптимизам, она што е секогаш тука за да ве демантира е реалноста, а таа е само 39,5% реализација на капитални инвестиции. Нето одлив на странски директни инвестиции од земјата во износ од 9,3 милиони евра. Алармантен и загрижувачки растечки тренд на бројот на невработени лица, кој од почетокот на годината заклучно со месец август е зголемен за 40.350. Јавен долг кој проби секакви граници. Пола Македонија живее под прагот на сиромаштијата и да не продолжувам до недоглед. Досегашните погрешни политики ќе ги покривате со нови задолжувања, затоа што сте најефикасни кога станува збор за задолжување на граѓаните. Така, за исклучително краток период, успеавте да ја задолжите државата до најкритичното ниво, без притоа да има било какви забележителни капитални инвестиции, кои би го зголемиле потенцијалот на економијата и би обезбедиле поголема способност на земјата за сервисирање на долговите во иднина. Ке потсетам дека за само 3 години јавниот долг во апсолутен износ е зголемен за речиси 1,8 милијарди евра. Во моментот, нивото на јавниот долг ја достигна црвената линија од 59,5% од бруто домашниот производ, што во превод значи дека секое новородено дете во оваа наша држава со самото раѓање добива статус на должник. Секој граѓанин на Република Македонија има долг од околу 3.000 евра, долг кој очигледно ќе продолжи да расте, а при тоа никој нема да ја оценува ефикасноста на политиката за управување со јавниот долг. Од друга страна, земјата се соочува со ниска инфраструктурна развиеност. Неконкурентен приватен сектор, неквалитетно образование и многу други систематски проблеми, системски се извинувам, кои дополнително ќе го забават идниот економски раст и развој. Очевидци сме на фактот дека пандемијата не затекна неспремни и затоа се задолжуваме без план, без никаква идеја, само да го надоместиме она што фали во буџетот, а не за било каква акција во текот на пандемијата за оживување на стопанството или помош на економијата. Пандемијата ќе има разорни економски последици, но голема економска криза веќе се надзираше и без пандемијата. А сега пандемијата ќе послужи за тој факт да се сокрие, а незгодните прашања да се турнат под тепих. Така, за кризата никој нема да биде виновен, освен вирусот. Власта ќе има изговор за следните години да продолжи со деструктивна економска и социјална политика. А кога пандемијата ќе помине и ќе ги преброиме жртвите, тогаш ќе дојдат на ред економските жртви и ве уверувам дека и тогаш бројките ќе бидат идентично страшни, затоа што ударите од несовесното работење се фатални за сите области и сите граѓани. Да се осврнам и на ребалансот, за кој денови ве слушајќи ги представниците на власта, сватив дека сите до еден без исклучок се дојдени за да ги промовираат мерките од четвртиот пакет, без посериозен осврт на она што се крие во бројките од ребалансот. Едно ќе ви кажам, популистички и шминкерски ви се мерките. Зошто? Затоа што сите 4 сет мерки се креирани за да го зголемат приходот во буџетот, кој е паднат за 12%, од што се гледа дека со мерките не се постигнува целта. Ребалансот мора да креира раст на економијата и добра подлога за 2021 година, но најавата за 5 и 6 пакет мерки го ветува сосема спротивното и не дава ни трошка оптимизам за идниот период. Луѓе ни умираат затоа што во болничките капацитети нема доволен број легла, ниту пак доволен број амбулантни возила. Иако, како што велите, ребалансот е фокусиран на справување со ковид пандемијата, како на никого од вас
не му падна на памет дека власта на ВМРО-ДПМНЕ ви остави 85% реализиран проект, подготвена и доградена централна стара болничка зграда во болницата Свети Еразмо во Охрид. Таа зграда, почитувани, доволно е само да се отвори и да започне со прием на пациенти, но власта не ја отвара сега, затоа што нели ленти се сечат пред избори. Со овој ребаланс можеше да се издвојат средства и проектот можеше да се реализира и во вака краток период од 2 месеци. Одите спротивно и на постулатите и препораките на ММФ дека од економската криза може да не излече само вложувањето во капитални проекти. Токму затоа ние предлагавме амандмани за капитални проекти, но вие ги одбивавте под изговор дека не може да се реализираат во краток рок. Почитувани наши представници од власта, можете да имате изговори и резултати, никогаш двете заедно. Ете затоа буџетот е неразвоен. Ете затоа за истиот не можете да дадете одговор на предизвиците кои ги носи пандемијата и затоа популистички и шминкерски ви се мерките. Премиерот неодамна изјави дека малите и средни предпријатија ќе пропаднат. Со овој ребаланс веќе ми е јасно зошто така безгрижно си ја даде оваа несреќна изјава. Затоа што планот му бил да ги намалува средствата во ставките за поддршка на малите и средни предпријатија. Наместо да се стимулираат компаниите за најбезболно да ја надминат кризата, тие и нивните вработени се оставени на милост и немилост на загрижувачките состојби кои ни следуваат. Во владината програма Д економски развој, под програма Д7 унапредување на деловните активности, кратите 9 милиони и 800 илјади денари, дополнителни 1 милион и 500 илјади денари кратите за поддршка на малите и средни предпријатија, а за 13 милиони и 953 илјади денари ги намалувате и средствата за субвенционирање на приватните предпријатија. Но затоа 379 милиони и 750 илјади денари повеќе ќе добие Националната агенција за европски образовни програми и мобилност за најчудните проекти кои воопшто сме ги слушнале. Ете толку е вашата грижа за македонските компании кои едва и преживуваат и се во неизвестност дали ќе опстојат. Овде ќе потсетам дека во новата владина програма ветивте спојување на неколку институции во едно тело, кое за разлика од сегашните ефикасно и професионално ќе ги поддржувало инвеститорите. Но јас во овој ребаланс не гледам рационализирање на буџетот за таквите институции. Македонските извозно ориентирани компании имаат сериозна потреба од тоа институциите задолжени за помош на компаниите да ангажираат квалитетни и заинтересирани кадри кои навистина ќе им пружаат помош и поддршка на компаниите и ќе се борат за адаптирање на законите според потребите и барањата на пазарот и компаниите од реалниот сектор. Но и покрај вашите гласни најави за реформи во администрацијата, вложување во човечки ресурси, професионализација на администрацијата, трансфер на администрацијата и не знам веќе уште што ли не на администрацијата, вие денес со ребалансот кратите цели 20 милиони и 600 илјади денари токму на име реформа на јавната администрација. Зошто? За да останат 19 милиони 910 илјади денари за партиски вработувања. Ете толку од вашите гласни ветувања дека можете повеќе. Да, можете повеќе. Можете и повеќе да скратите на суштински потребните работи за напредок и развој на македонската економија и Македонија воопшто. Понатаму ќе напоменам дека на Министерството за финансии му се кратат средства во износ од 1 милион 491 илјада денари на име макроекономска и фискална политика. Но затоа, бидејќи нели можете повеќе, на истото министерство му се дополнуваат средства во износ од 6 милиони денари за привремени вработувања. 500 илјади денари се кратат на Министерството за економија под програма индустријска политика и дополнителни 500 илјади денари за инвестиции и општествена одговорност. Како за окружување, ќе наведам дека наспроти тешкотиите со кои се соочува стопанството, Дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони и Агенцијата за странски инвестиции требаше да добијат поголема финансиска поддршка, како и нефинансиска грижа за инвеститорите. Токму затоа ми се наметнува дилемата за тоа зошто буџетот на технолошки и индустријските развојни зони и Агенцијата за странски инвестиции останува ист,
кога и понатаму имаат нецелосно обезбедена инфраструктура, кога се случува раскинување на договорите со инвеститорите, кога имаме пад на сите меѓународни ранг листи за рейтинг и генерално заради лошото бизнис обкружување. Ке се обратам и до моите охриѓани, пред кои сум должна како нивен представник овде да ги информирам за грижата на власта и за ветувањата кои ги добија. Почитувани мои охриѓани, со жалење морам да ве информирам дека вашите барања, иако беа пренесени до власта, која многу ни ветуваше, реалноста е следна. Нема да добиеме станови за млади кадри за потребите на извозно ориентираните компании. Нема да добиеме велосипедска патека Охрид Свети Стефан, за да ја зголемиме безбедноста на велосипедистите и да ја заштитиме животната средина. Охриѓани и жителите на Трпејца нема да добијат канализациона мрежа и пречистителна станица за отпадни води, иако ни беше ветена чиста вода за сите. Нема да го добиеме ниту ветениот за 2018 година откупно-дистрибутивен центар за земјоделски производи и нема да добиеме дневни центри за деца и лица со пречки во развојот. Ево ја 2021 година, 3 години подоцна, од дадените ветувања од кои кон охриѓани се уште патува само ехото од големото владино ке, од кое полза немаме апсолутно никој. Тоа е се, почитувани мои охриѓани, што треба да знаете за власта на СДСМ, како и за народните избраници од Охрид, кои ги сместивме во власта. Јас и понатаму ќе настојувам со сите сили овие работи да влезат во буџетот, затоа што вие не заслужувате да бидете излажани. Затоа што вие не заслужувате негрижа за младите, неодговорност во туризмот, катастрофа во образованието, незаинтересираност за информатичко-компјутерски технологии. И сосема за крај, фактот дека освен здравствена имаме и економска криза не смее да се занемарува. Вака како што сме тргнале, кога пандемијата ќе помине и ќе се соочиме со пребројување на економските жртви, верувајте, ќе ги имаме многу. Но со оваа власт народот веќе почна да верува дека смислата на екзистенцијата е само да се остане жив. Нека остане главата на рамена, па макар и стомакот бил празен. Ви благодарам.